грижата за оралното здравје е потребно да се започне уште од најраната возраст. Затоа кога првпат треба да го однесете вашето дете на преглед кај стоматолог, воедно и за сите оние родители кои што во моментот не гледаат, а се соочуваат со оној период на вадење на запчиње на нивното бебенце, непроспани ноќи, што треба да се прави во овој период, совети и прашања кои што ви се вртат во главата, но и низа други проблеми поврзани со детската стоматологија, ќе зборуваме во продолжение, токму од стоматологијата во Систина, во одделот за детска стоматологија, а одговори за овие прашања и овие нејасноти поврзани со детската стоматологија барамо доктор Марио Илковски. Најнапред добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Најдов, благодарам за поканата. Доктор, ајде да започнеме со она често поставувано прашање, кое што не застарува, кога првпат треба да се однесе детенцето на стоматолог? Па, дечињата треба да се донесе на стоматолог после никнувањето на првите запчиња, односно после првата година, кога нели ќе имаме изникнати првите млечни инцизиви, за да може нели да направиме прв преглед и да видиме во каква состојба се завите. Докторе, често пати дечињата се соочуваат со страф кон докторот, кон докторите воопшто, чичкото и титката во белиот мантил ги доживуваат некако страшно, но тоа треба веќе тој стереотип да го надминеме и поминеме. Еден ваш совет, ваши предлози, како родителите, бабите, дедовците да се справат со тоа, односно како да се надмине стравот од одење на стоматолог. Па вака, денеска се соочуваме како и порано нели кај децата голем страф и фобија од стоматолог, затоа нашиот пристап, односно пристапот кон дечињата треба да биде да биде соодветен, односно кога ќе дојдат во ординација да не биде првото доаѓање седнување на столче и нели да имаат лошо искуство со плачење, со страф, него нашето прво запознавање на дечињата е нели, затоа и ординацијата е вака направена, запознавање со просторот, со нас како доктор, со инструментите за што работиме, за кај детето да му створиме едно чувство да може повторно да се врати. Односно, искуствено, секое дете што се соочило со болка, излегло од ординација со плачење, повеќе тешко ќе се врати. Да, навистина мене ме вративте во детството со вашата ординација, колку е пријатно уреден и навистина е пријатно чувството, буквално како да не си на лекар, комплетно така се чувствувам јас. Споменав во најавата дека голем број од родителите, верувам дека и многумина кои што не гледаат во моментот, се соочуваат со оној период на растење на запчињата кај бебето. Првите запчиња, непроспани ноќи, докторе, навистина тоа е тежок период за младите родители. Па ваш совет како треба и што треба да се прави во овој период за да се надмине таа болка? Така, никнувањето на запчињата, индивидуално е различно, но често пати е проследено со болка, оток, дури и температури. Кај децата, со непреспани ноќи, како што рековте, со плачење. Советот наше, нормално, треба да го донесе детенцето на преглед, да видиме каква е состојбата, пошто тој синдром, ние го викаме незникнување на завите, поготово кај оние што се помасивни зави, кај премоларите и моларите, е навистина болно. Врз основа на ова, имаме различни медикаменти што ги предлози, односно совети што ги даваме на родителите, односно има специјални гелчиња што може да ги користат, се купуваат од аптека. Во тој период треба да се внесува ладно, да се држи ладно во устата, тоа некако ја стимулира болката. Исто така ако има температура или често пати знаеме да вклучиме и антибиотска терапија, исто така или некој медикамент за намалување на температурата и болката. Но никако на своја рака да не се взимаат лекови против болка во овие ситуации? Не, мислам првично, за тоа реков, првично е најдобро да се дојде да се направи преглед, па да се даде совет, ако е потребно и некоја медикаментозна терапија да се препише од докторот. Интервентно може ли некако родителот нешто да постапи, некој домашен совет? Интервентно, како што кажав, има специјални гелчиња, што се баш за таа намена во аптека, тие се купуваат без рецепт, се напоменува дека се за деца, се кажува во која возраст е. Исто така има оние помагалки што се детски, дечињата што ги грицкат со специјална течност, што се ставаат одреден период во замрзнувач, и тоа е како ладно го мотаат низ устата на непцата за
нели да ублажи болката. Народски чинам се викаат глодалки, ако не се лажам. Глодалки народски, да. Ако на тоа мислевте. Би сакала да ве прашам и околу оралната хигиена, односно оралната нега, кога треба да се започне во домашни услови зборувам и сега со оглед на тоа што нели малите дечиња самостојно не можат да вршат орална хигиена, на тоа го прават родителите. Кога се започнува процесот и ваши совети како тоа да се прави? Веднаш се почнува со четка или? Значи вака, најдобро е, нели, дечињата дека се мали не се во состојба сами да ги четкаат завите, мора да им помагаат родителите. Значи, од никнувањето на првите запчиња треба да се започне со одржување на хигиена. Значи, се купуваат детски четки, има специјални, значи од 0 до 6 месеци, од 6 до годинка. Значи, за разлика од порано, сега, да кажам, ја става стоматолошка козметика од типот на забни, детски пасти, четки, значи, многу широк асортиман во аптеките и секаде. Значи, на почетокот мора првенствено, значи, да родителите да створат таа навика кај децата за четкање. Ние често пати ги советуваме да им пуштаат анимирани како кратки цртани, како дечиња си мијат зави, значи да им створат таа навика за да детето кога ќе започне само да функционира, да може само да си ги извршува тие навики. Докторе, кои се најчестите грешки, стоматолошки грешки, што ги прават родителите во однос на нивното детенце, па да настане посериозен проблем кај запчињата? Вака, значи, за забавото ќе кажам, значи, дел е генетиката, најголем проблем е оралната хигиена. Значи, оралната хигиена, првата работа, односно грешка што прават родителите е што не стварат навика за одржување на орална хигиена кај децата. Значи, тоа е првата работа. Значи, ако немаме орална хигиена, забите секако нема да бидат во добра состојба, односно ќе имаме лошо завало. Значи, најчеста грешка на родителите што не ги учат децата, значи не им стварат навики да ги четкаат забите. Втора работа, морам да кажам за разлика од порано, сега е позачестена посетата на стоматолог, значи мора да се посетува и да нема проблем детето, чисто нели во однос на поставеност на забите, во однос на меките ткива, во однос на се, мислам дека е подруго, поразлично кога ќе се направи еден преглед за нели стоматологот да каже ова е добро, за ова, значи забите не се добро поставени, можеби ќе треба да се носи некоја протеза, треба да имате зголемена орална хигиена. Значи сите тие работи се многу битни, значи оралната хигиена, посетата на стоматолог, исто така и храната. Сега сите знаеме дека децата нели не може да одбегнат благо, чоколади и такви работи. Родителите нели се сензитивни на децата, кога ќе побараат им даваат благо, а благото е ако не се исчисти завалот отпосле, најголем непријател на завит. Значи шеќерот кој што е директен причинител на кариесот, доколку не се одржува забалот. Затоа тука ќе ја скажам и исхраната, помалце вметнување на благо, сокови газирани, значи благи сокови, исто така голем проблем ствара на децата што нели користат долг период пијат пред спиење млеко од шиша, значи со цуцла, каде што нели млекото содржи шеќер и они заспиваат со тоа и шеќерот останува значи на површината на забите преку цела вечер и тоа е многу сериозен проблем за понатаму да се создаде кариес и лошо завало. Ги споменавте цуцлите, односно шишињата, тоа може да настане сериозен проблем доколку детето користи над 3 годишна возраст цуцла. И сега тоа може да дојде до искривување на вилица, неправилно поставување на забите, дури и до логопедски проблем. Да подсетиме дека не треба да се користи цуцлата долго време и дали ова е честа појава кај нас? Па вака, за разлика од порано, не е толку честа појава и тоа е за поздравување. Порано, значи, децата мислам дека повеќе користеат цуцли. Тоа е прва работа. Втора работа е денеска, значи, нели, и видот на цуцли има различни анатомски секакви, значи во фармацијата оди напред. Ама сакам да кажам дека користењето на цуцли од аспект стоматолошки аспект да го кажам, значи колку што може порано да се отфрли цуцлата е толку подобро. За као што напоменавте, значи во однос на
ајде ќе го кажам стручно, користење цуцла долго време може да направи отворен загрез кај детето, односно недобар преклоп на горните и долните заби. Автоматски со недобра поставеноста на забите добиваме неправилен говор. Што го спомнавте тоа, детето може да почне покасно да зборува, потешко да зборува, да се јави на шешкање, па после ќе треба посетува логопед. Исто така во однос на непцето може да се јави неанатомско непце. Сето тоа понатаму ќе му направи проблем за да треба за да се врати, ајде да кажам, во нормала, односно говорот и забалото, ќе требаат поразлични третмани. Систина стоматологија покрај стандардните услови кои што ни ги нуди, нудите и мултидисциплинарен пристап, кој што е наменет конкретно за дечињата со атипичен развој, односно децата со инвалидитет. И сега би сакала да позборуваме околу на ова. Каква е негата, односно стоматолошкиот третман кај овие дечиња? Морам да го поздравам тоа болницата во овој оддел, стоматолошкиот детски оддел. Направивме специјални услови да може да ги третираме и овој тип на пациенти. Овие пациенти се лицата со посебни потреби, децата со аутизам, церебрална парализа и со пречки во развојот, каде што немаме никаква соработка, ни родителите, ни ние докторите. Овие деца не може да се направи ниту преглед. Не може, они не ни отвараат за да може да видат во што е проблемот. И најчесто со овој тип на пациенти родителите се соочуваат, пошто овие деца не зборат, првите знаци во домашни услови се нејадење, штипење по лице, нормално, како има некоја инфекција се ова оток, се удирање по образите, пошто не може да кажат, и овие деца се неопходно е да се изврши стоматолошки третман. И сега кога доаѓаат кај нас, освен односно секаде во светот пристапот и интервенциите кои овие деца оди во тотална анестезија, општа анестезија, каде што детето е целосно во анестезија и се извршува стоматолошкиот третман. Во овој тип на интервенција представува интервенција која што трае повеќе време, да кажам до 2 часа, 2,5 часа, каде што нормално, освен тоа што е акутно и ургентно, што треба да се санира, се санира и целото заболо, за да не треба за краток период да се врати повторно на стоматолошка интервенција. Во однос на интервенциите, многу е битно, кај овие деца, освен вака, нема како да се интервенира, и затоа, во нормални услови, кај секој пациент треба да се направи снимка, да се направи преглед, за да се оцени што и како. Кај овие пациенти тоа малце потешко, затоа нашиот оддел го изменаџиравме, го направија така да може, во текот на интервенцијата, да може да се направи рентген диагностика, да се види состојбата на забот, ако е мало дете со млечна дентиција, да се види како е поставеноста на трајните заби, пошто верувате кој овие деца не е ни возможно ни снимка да се направи, не па преглед. Пристапот за овие пациенти е само на овој начин. И уште за крај, да ги запознаеме малку повеќе гледачите со вас, докторе, зошто ја одбравте оваа професија и колку време се занимавате со стоматологија? Во струката, струката одбрав, ајде да кажам, средно почнав како забен техничар и од тука се јави таа љубов кон забите, после продолжив на факултет. Јас од 2008 година веќе работам. Таму работев прво општо приватно, сега сум овде во болницава веќе 6 години, така да, љубовта кон, првично кажам, ајде, кон медицината, некако се насочив кон стоматологија, продолжив во тој правец, така да, еве сега и овде, со, како да кажам, во болнички услови, со овие услуги што ги даваме овдека, е малце поразлично него секоја приватна ординација, пошто пристапот, начинот на работа е многу поразличен во болнички услови него во приватна ординација или клиника. Доктор Марио, благодарам за сите несебични совети кои што ги споделивте со нас. Благодарам на поканата, ми беше мило.
Така е, почитувани, зборувавме за детската стоматологија и верувам дека многу работи кои што не ви беа јасни, многу прашања кои што ви се мотаа низ главата, токму со овој разговор ги добивте одговорите и дека од сега па натаму поредовно ќе одите на стоматолог и дека нема да има страф, посебно кај малите дечиња да одат на стоматолог.